Здраво! Во ова видео продолжуваме со HTML, ќе се запознаеме со некои нови елементи и атрибути од HTML јазикот. Денеска ќе зборуваме малку поопширно за линкови, потоа за еден дел кој што се вика глава на страница и на крајот малку ќе видиме за тоа како се метнуваат слики, со кои атрибути се поставуваат сликите во рамките на веб страницата. Малку вчера видовме, односно во претходното видео за линковите, видовме дека линкот се дефинира со тагот А. Линкот на страницата фактички е некој збор или може да биде цела реченица, група зборови или слика на која што може да се кликне, односно некаков објект на кој што кога ќе се кликне, прелистувачот ќе не однесе на некоја друга веб страница. Видовме дека синтаксата на линковите е оваа. Значи тагот е А, атрибутот href определува каде ќе биде дестинацијата на линкот, односно каде линкот ќе не одведе. Она што е содржина на елементот А, тоа е тоа што се наоѓа помеѓу почетниот и завршниот таг на елементот А. Тоа е може да биде текст, слика или било што на кое што кога ќе се кликне ќе не одведе линкот на некоја друга дестинација. Еве на пример, ако го ископирам јас овој код за да не пишувам и го префрлам во овој код што веќе сум го припремил. Ќе се префрла во два реда, малку да го расшириме. Значи ова е почетниот таг. Натре се наоѓа атрибутот href. Името на атрибутот е href, вредноста е веб страницата каде што треба линкот да не однесе. Содржината што ќе се појави на веб страницата, тоа е ова реченица на кирилица. Кликни за да посетиш веб страната на Сово Ѓорче Петров. Ајде да го зачуваме ова. Ќе го зачувам повторно на десктоп како уште еднаш пример.html. Имам кирилица во текстот, затоа внимавам на кодирањето да биде Unicode, кликаме на Save и би требало страницата да се наоѓа на десктоп. Кога ќе отвориме, во неа ќе има само една реченица со линк. Доколку кликнем сега на таа реченица, ќе се отвори екстерно, би требало да се отвори веб страницата на Ѓорче. Има некој проблем во копирањето, гледам дека овде наводниците не се исти. Предпоставам дека тоа е причината. Ова ќе го зачуваме, овде ќе направиме рефреш. Да, сега функционира линкот. Значи проблемот било што предпоставам дека во едни од наводниците биле напишани со кирилична поддршка, така да синтаксички тоа за HTML значи дека имате погрешно внесен атрибут. Одиме понатаму. Видовме дека кога се кликне на линкот, страницата се отвора во истата, дестинацијата се отвора во рамките на истиот таб. Доколку сакаме да се отвори во различен таб или во нов прозорец, тогаш се користи атрибутот target. Значи атрибутот target определува каде ќе се отвори документот кон кој што покажува линкот. Во рамките на некој си елемент може да имате повеќе атрибути. Ево ќе го покажеме во овој случај. Ќе го вратиме назад за да можеме да гледаме целото. Значи се уште сме во почетниот таг. Пред да заврши почетниот таг, со едно празно место го пишуваме името на вториот атрибут. Атрибутот target со вредноста blank, со долна црта, означува дека доколку кликнете на линкот, тој ќе се отвори во друг таб. Нема тековниот да се замени со новиот таб. Значи наводници, долна црта, blank, што значи празно. Ајде да видиме ова, да го зачуваме и да ја отвориме страницата во која што повторно ќе направиме рефреш. Со клик на линкот забележуваме се отвора дестинацијата во нов таб, каде што и претходниот нас ни останува онаму каде што бил. Се враќаме на презентацијата. Значи овде како што пишува
Ако таргет се испушти нормално, линкот ќе се отвори во истиот прозорец, значи таргет не е задолжителен атрибут. И нормално, како и сите други атрибути, се внесува во почетниот таг. Со едно празно место се делува од другиот атрибут доколку го има. Атрибутот ID ќе го прескокнеме, тој се користи доколку имате некоја страница со многу текст, кај што треба да се скролира, за да може да се преместувате од едно место на друго во истата страница, значи погоре или подолу. Меѓутоа тоа нема да го покажуваме. Глава на страница. Елементот head. Елементот head се вика глава на страница и во него може да се внесуваат некои други елементи со кои што ќе се означуваат некакви карактеристики на страницата, но не во самото тело на страницата. Еден од тие елементи кои што се наоѓа во главата на страницата е тагот title, со кој што се овозможува да се постави име на страницата во самиот таб на прелистувачот. Тоа ќе го покажеме. Еве, прво ќе вметниме во нашиот пример глава на страница, значи елементот head се наоѓа пред елементот body. Сега ќе го ископирам за да скратам. А внатре, во head, тагот title и она што се наоѓа помеѓу него, ќе се покаже во насловот на табот во прелистувачот. Пример себе на кривица ќе напишам пример за наслов на страница. Го затвораме тагот title. Ова ќе го зачуваме. Да покажеме што значи тоа. Сега, погледнете насловот кај мене во тагот е фактички патеката до која што се стигнува до оваа HTML датотека. Со ова што сега го направив, откога го направив рефреш, во насловот на страницата, значи во насловот на табот на страницата, стои она што јас го напишав во тагот title. Меѓутоа, title секогаш треба да се наоѓа како содржина на елементот head, а head, запамтете, се наоѓа пред да почне body. Значи, head почнува и завршува пред да почне body. Исклучително ќе го користиме само тагот title во рамките на head, за да можеме да поставуваме имиња на табовите од веб страницата во прелистувачот. Еве го тоа овде покажано, значи она што се наоѓа како содржина на тагот title ќе се наоѓа во насловот на табот на страницата. Одиме сега малку кратко за слики. Сликите се дефинираат со тагот image, односно кратенката е img. Карактеристично за тагот img е што е празен таг. Значи тагот img нема содржина и нема завршен таг. Се што се користи и сите атрибути ќе се наоѓаат внатре во рамките на ова img. За да се прикаже сликата на страницата мора да се користи атрибутот source, со скратеница src. Вредноста на атрибутот source е адресата на сликата која што треба да се прикаже. Значи името на сликата и точната локација. Сега тоа ќе го видиме. Значи многу е важно сликата, доколку не сакате да имате проблеми, да се наоѓа на истата локација каде што се наоѓа и вашата HTML датотека. Јас, еве само да погледнеме, имаме една слика веќе подготвена, која што се вика sogp.jpg и мојата HTML датотека исто така се наоѓа на десктоп. За да можам да ја прикажам сликата на веб страницата, ето тоа ќе го направам тука. Значи тагот е img, внатре во тагот, тој е празен, рековме, елементот img, нема содржина, што значи атрибутот source треба да биде внатре во рамките на почетниот таг и атрибутот source треба да биде само името на сликата доколку сликата се наоѓа на истата локација, односно во истата папка кај што се наоѓа HTML датотеката. Еве, на кај нас се вика тоа во наводници, значи беше sogp.jpg.
Ќе го зачуваме тоа. Ќе направам рефреш. И еве ми е мојата слика која што е прилично голема и се наоѓа, гледате, на истиот ред каде што беше и линкот. Доколку, значи сликата секогаш се прикажува во нејзината оригинална големина, онаква каква што била. Доколку сакаме да ја прикажеме во некакви поинакви димензии, потребно е да ги користиме другите атрибути. Тоа ќе го покажеме на овој слайд каде што можеме да видиме атрибутите за ширина и за висина на сликата. За ширина на сликата се користи атрибутот width, за висина атрибутот height. И вредноста која што се наоѓа во наводници се фактички пикселите кои што се значи големината на пиксели со кои што се прикажува таа димензија, висината или ширината. Препорачливо е кога се намалува сликата да се внимава на односот на страните кои што го имала сликата кога била во нејзината оригинална големина, инаку како што веќе знаеме од претходните теми кога учевме за компјутерска графика, доколку се менува само една од димензиите, сликата ќе биде деформирана. Хајде да ги искористиме овие два атрибути во нашиот пример. За да не биде сликата во иста линија како и линкот, најдобро ќе беше докога ја ставивме во некој посебен параграф, па така да овде ќе ставам тагот P пред и зад сликата. Доколку ова го зачуваме, и овде направиме рефреш. Еве го, тоа го коригиравме, значи забележувате сега линкот се наоѓа во посебен параграф, сликата се наоѓа во посебен дел од веб страницата со тоа што ја ставивме во рамките на некој параграф. И сега уште за димензиите, мислам дека оваа мојата слика е 800 на 600, така да ќе направиме сега со димензии 400 на 300. Се уште сме во почетниот так, значи во елементот имага ширината, атрибутот width, неговата вредност ќе ја направиме да биде 400. Само овде наводниците ги прескокнав, празно место уште едно. Атрибутот height, што значи висина, ќе направиме да биде со големина 300. Секоја измена мора да ја зачуваме, ваму ќе направиме рефреш и еве сликата ја се прикаже со поинаква димензија. Значи тоа е се што треба да го знаеме за сликите. Овој атрибутов alt нема да го објаснуваме, тоа е доколку во некој случај сликата од некакви причини, од спор интернет или од било што не може да се прикаже на веб страницата, на нејзино место да се прикаже некаков текст со појаснување, меѓутоа тоа нема да го користиме. Сега како што досега забележавте, се што метнуваме во страниците, без разлика кои елементи ги метнуваме, сите се порамнуваат лево. Во наредните часови ќе зборуваме за порамнувањата и за останатите карактеристики. Наредниот час ќе зборуваме за табели и за листи, потоа за порамнување и ни остануваат уште каскадните стилови, така да после нив ќе ги кажеме критериумите за тестот, односно за страната која што ќе треба да се направи за оценка. Толку за денес, поздрав!